Не сакам да чувам чувства свој безбедно. Да не би ме повредил него. Но во окови твоето срце пред се, а мојта надеж ручка што ќе го ослободи. Само надежта е се што имам јас. Тебе да те дочекам до крај, светот да се претвори во рај. Само надежта ја прави љубовта, вредна да се дочека до крај, светот да го претвори во рај. Oh my god, oh shit, who the is this? It's the dog, nigga. I'm leaving niggas realist. I got heads full of rhymes for all my good times. Shout out to my beavers in Brooklyn. Keep it down with crimes, nigga. Please get off my mother back with my crazy flow, nigga. I swear I blow your neck. How you like me now? I was down with this nigga. Do or die. Но во окови твоето срце пред се, а мојта надеж клучка што ќе го ослободи. Се што имам јас, да те дочекам, светот да се претвори во рај. Само надежта ја прави љубовта. Музиката не се обидува да ја опише реалноста, туку да ја надмине. Таа произлегува од внатрешниот импулс, од потребата звукот да стане чувство, а чувството движење. Жанровските граници се само почетна точка, но не и ограничување. Нивното музицирање е чин на слобода. Тие создаваат атмосфера во која слушателот не е наблюдувач, туку учесник. Нивното име не е само име на бенд, туку состојба наречена фикшн. Дечки, добре дојдовте у Хитмейкер. Добро, најдовме, фала на покана. Значи, вие сте дел од фикшн. Да појасниме на... мислам дека сам у првата секунда на сите им беше јасно, ама еве, да кажеме, дел од фикшн. Па, може да ни кажете кои сте сите у фикшн? Да ги наброиме кој што свири. Така, Петар Ѓуревски вокал, Добро. перкусии, бубањ понекогаш, клавишни инструменти, сите инструменти, највише вокал. Јас Виктор на гитара, некогаш вокал, некогаш композитор, често композитор. Клавишни инструменти исто така, цртање бубањ исто така. И Филип Андонов што е на бас. Да, во поново време ни се приклучува и Јан Стефановски како бубњар за свирки во живо, така да. Секој бенд има своја ахилова пета. Да кажеме, кај Мизар може би бил вокалот, пеачот. Кај фикшн кој е ахиловата пета? Бубњарот? Работната етика е ахиловата пета. Увек, знаеш, се менјаат има бендови кај што одреден член на некој инструмент секогаш се менја, а другите се поконстантни. Ќе го оставам Петар да одговори на ова прашање кој е прекомплексно. Не знам, мислам дека во последниот период, мислам дека се стабилизиравме на таа тема некако. Јан донесе некоја стабилност барем за моментално за лайф свирките, што нас не се многу драги. Лайф настапите, затоа што сме прилично сериозно си ги сваќаме и се спремаме убаво за секој лайф концерт, да речем. И настапи на разни фестивали, што не се многу омилени и ни се добра страна. Дури подобро него студио, ради тоа што, баш како што спомнам, работната етика ни е баш онака слаба тачка. Али у тој поглед за составот на бендот, мислам дека овој период ни предстои добар период.
во овој состав кој што сме моментално. Знаеш, обично неталентираните ученици нон-стоп учат, затоа што мораат да учат. Поталентираните ученици намерно не учат затоа што имаат отпор према учењето, неќе да им кажуваш ти што треба они како да учат. Така веројатно и вие сте од тие таквите кои што дават некој отпор и тоа ви влие на таа некоја етика работна. Да, веројатно и тоа. И во самиот бенд од нас четворица, тројца еве да речам, што сме баш вака. Има разлика од секој до секој, не знам. Имате и многу интересен спој на електроника, на може и блуз да се слушне кај вас, рок, апсолутно еден многу интересен микс. Во некои песни превладува повеќе на кај синт поп, некаде по на кај блуз. Како кој ги прави песните? Како доаѓате до тој микс? Кој што внесува у песниве? Тоа е резултат на миксот влијанија во текот на изминативе години кои што сме ги имале од разни бендови, артисти, поединци, разни жанрови, во главном он е композитор на песниве што беа во првиот албум. Аранжмани измешано, сите заедно се склопуваме, он има идејата целосна, најчесто има и тексти. Многу интересен спојот на тој синт звук, тој амбиент широк, со еден, да кажеме, ортодоксен звук на гитара. Онака, у последната ствар, што е последна за хитмейкер, не е ваша последна, у Булевар, соло идеш скрос на крај. Знаеш, онака Девид Бовски, Стиви Рейвонски, China Girl, нели? У Fade Out и да дури, баш јас тоа кажав, China Girl. Али, тоа е убавото кога правиш некој омаж со свое, но правиш омаж кон нешто што ги наведуваш луѓето да научат, да откријат нешто. Младите, например, јас сум го сакал Принц, нели, као мал, меѓутоа преку Принц сум ги открил Джеймс Браун, Слайстон, ме навел на нешто. Фикшн е бенд кој што многу вешто може да ги наведе младите да откријат и нешто многу пошироко. Од каде потекнуваат тие лектири прочитани. И кажа дека лајв поише преферирате. Сакаме, да, и преферираме и сакаме, и не знам, мислам дека тоа е уствари моментот каде што секој бенд веројатно и добива од публиката и дава. Правите ли некоја адаптација студио и лајв, бидејќи студиски звучите совршено isproducirano, широко, лајв е друга ситуација? Песните добиваат најчесто некој нов звук за лајв настапите. Некои звучат многу приближно до студиски, некои од нив се малце по-хеви, да речем, по-гитарски или по-бумјарски или по, не знам, така некои добиваат, може и да се додаде некој ситен дел, нешто што осеќаме дека ќе вдахне нова енергија на самата студиска снимка. Некои дури и по-меко звучат, да речеме, се случувало и тоа, ама сето тоа е дел од моментот и од ние имаме фактички многу моменти што не се уопште уиграни од претходно, да речам, не се вежбани. Ги сакаме моментите на бендовски моменти каде што ќе се осети дека има некоја хемија на сцена каде што се дешава некој краток джем сешн од 30 секунди што се додал на самата песна како, да речеме, како билдап за рефрени. Или 10 бита побрзо од студиска, а не се деша, да, нема, некад се деша, тоа се дешавало и порано, можеби поише, ама последниот периоди сме доста посмирени, порано бевме ептен, лајв дојде ли се дешаваше тоа, али добро, сега гледаме да ги... А лајв сте со клавиатури или... Не, немаме, нажалост, нешто во последниот период... Автоматски имаш... Да, добро, он има така добар педалборд. Можеш да... Ништо тоа дека лајв поише идеме со некои гитарски ефекти, бас ефекти што ќе го Идеш на попунат празнината. готови сетапи си имаш направено за песните или
Рашеран си со педали, Рашаран па со кому иде. педали, со фарби, со бои, бираме палета за дента. Никогаш не сме имали истата свирка, тоа мене највише ми се свиѓа у овој бенд, што секој нареден настап ни е поразличен и нема да кажам подобар од претходниот, пошто све бива, ама секој е поразличен од претходниот на некој свој начин, така да. Кога снимате, пошто си и автор, кажи ми, преферираш директ лайн-ин кога снимаш или ти треба појачало и микрофон? Наискрено, не ми треба појачало и лайф ми треба појачало и микрофон. Студиски веќе, да, најголем поборник за стерео у држава, така да. Ама си го папал со контрафази, сега болje не стерео. Да, често, така да, не знам што, тоа што го бара песната едноставно, не знам, една песна се у новиот албум, например, бара да е гитарата од појачало и тоа нема други, така и ќе биде. Малце ќе се борам со колегите за тој дел, ама. Според мене, лично, не може ништо да замени ветерот звучка кога свириш гитара и таа динамика што ја дава звучникот, физичка динамика и на динамички микрофон не може да ја замени ниеден емулатор. Олеснува работа, да, меѓутоа квалитетот на тонот и она што подсвесно него слушаш, а го чувствуваш нешто дали те покренува или не, мислам дека многу зависи од тоа. Дефинитивно. За бас, за клавиатури, смислено е, може, лайн-ин, тоа звучи супер. За гитара, Да, треба да движи воздух, се славам. да, мислам дека и самата инспирација е поинаква. Додека свириш. Па, да, интересна дешавка сега у просторов кај што пробуваме, ние најчесто на слушалки правиме проби. Така ни се условите едноставно. Сега сме ги заборавиле слушалките, например, сите дома и принудени бевме на гласно да правиме. Ама одма е друго, одма е некако болje, не знам. Како виде, колку време ви треба за албум да склепа? За првиот ни требаше 4 години, за вториот 11 месеци. Не знам како да кажам. У програма, да, у принцип не треба 4 години. 4 години беа уствари губење време. Пошто и ние сме такви сме, знаеш, кога се фатиме за работа, го завршуваме нештото за 4 месеци. Тоа лето се фативме за работа фактички Да сте 24-та. прекинале, па после тешко сте се вратиле. Да. Ние, знаеш како, ќе извадиме сингл и имавме добар моментум, имавме кога ја извадивме број до 3, за 20 на дена подоцна излезе и Допир. И се две многу различни песни, еднава е upbeat, другава е по-хеви, по-спора и по-баладична. За Допир и добивте убав пласман на... Да, на Милан Младенович, да. Милан Младенович. Да, влеговме во финале. Да, во финале влеговме. У конкуренција на над 300 ствари. Да, и после се тенчат, нели, до 20 на во 10 ствари влеговме ние и после имаше супер финалисти 5. Сега последниот период работиме на нешто како пократок албум, нешто веројатно ќе биде како EP. Пошто овие 6 песни моментално што се спремаат, си имаат некоја, не знам како да кажам, звучат, да, заедничка прича имаат и многу се за заедно и мислам дека што и да убациме нешто друго само за да биде албум, да биде голем. Мислам дека ќе го наруши тој У редот. моментов на што работите? Најсвежо. Па имавме 2 сесии по 3 песни, да бас снима А така етапно работите? Бас за сите песни? и басови, гитари и после тоа вокали само. Тука у Hitmaker добивте едно виртуелно признание бенд на годината, бидејќи следиме со дечкиве што сме заедно, следиме кога ќе искочи ваша ствар, гледаме колку ни стигаат пораки и стварно заслужено тоа виртуелно признание бенд на Нас ти е годината. многу драга таа награда. И фала што сте дел од Hitmaker, што на некој начин се надевам дека и ние помагаме на бендовите малце да допрат до поширока јавност, но сепак па и вие ни помагате на нас до одредена група на луѓе да стигнеме, бидејќи
знаеш како, младоста е младост и поискусните помагаат на младите, даваат некаков кредибилитет и младите даваат некаква виралност, не вадат од мртви по старата генерација, бидејќи во Хитмејкери сакаме да ги споиме генерациите, да направиме една синергија. По секој случај само да е квалитетно и да има суштина. А вие имате и форма, имате и суштина. Така да само терајте далje и добро дојдени сте секогаш. Фала ви. Фала ви на Хитмејкер, фала ти тебе, што ете некако не поддржуваш и ни даваш ветер у грб и крилја да знаеме дека сме на прав пат, очигледно. Многу не значи, нас не значи многу тоа. Мене ми се јави Иво Јанковски, ги слушав Fiction, феноменално звучат, одличен бенд, мора нешто да се прави, але вика ќе ти кажам, гитаристот секоја чест. Значи, че имаш таков комплимент, да, че имаш комплимент од човек како Иво Јанковски, стварно е за почит. Ништо, дечки, фала ви уште еднаш што дојавте и се гледаме за увеј ствари. Фала на покана и само за ово. Поздрав. На 10-то место е Стефан Трајковски Жабата со песната Црно семе. Майк чек 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици. Проверив, сум подобар од сите, како вика куманоец, веруј твоите, ке ми чуев и ме поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене, животот ме направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети, и во живо, и на трака, и на мапа, и на карта, јас сум оган, ти си жарта во мојот терен, стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си, јас сум прв, ти секад ке бидеш другиот, proving strong, дека сум тука да останам, ти збери парталите да не налеташ на нишан следен. Ние сме црно семе, ова е наше време. Ние сме црно семе, доволни за сами себе. Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да бидам тоа жарче кој ден денес ти пали сонови бурни. Викате сонувате будни, а сон ти е да возиш нечив тук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби. Рапот е за секаква мисла, не за проклети пари и курви. Не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени, кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има. За тоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила. Пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пехар ке дигнам. Луѓе да викаат моје име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат. Чуме најгласно, да успееме заедно, е баш за тоа снимам. На 9-то место Ими со песната Без компромиси. Ако ти си бебе вторили, ако ти си последен, щом си во мртва трка, знае, нема многу, нема многу разлика. Не си прв, не си Бога ми ни последен пат. Сметај се, нешто како привремен. Треба знам, треба јас да те оставам пред ти да ме напуштиш. Оди си или ти до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Ако ти си немал успех прв пат, бейбе, или пак си немал успех втор пат, немој не губи ти надеж, бейбе. Пробај пак, пробај трето среќано. Оди си или ти до крај
На 8-то место Девана со песната Во моја контрола. Контролај ме, се контролира. Штом тебе те допрам температура кревам гора. Сакаш со мене не само да бидеш, знам сакаш, но дали бейбе ти ме сакаш? Се што ти ке ми кажеш правиш да ми звучи ко неубедливо да лажеш. Сакам, знај само да докажам дека кон тебе чувства јас имам. Ако пред сите кажам јас те сакам, нема на само јас тебе да те имам. Во моја контрола не се контролирам, што тебе те допрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам, што тебе те допрам температура кревам гора. Вечност те чекав да се обидеш со мене. О, бейбе, не само да бидеш. Секој твој поглед поем ти го важев, но за малку ке се излетав, ке кажев. Во моја контрола не се контролирам, што тебе те допрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам, што тебе те допрам температура кревам гора. На 7-та позиција Крул со песната Загубен. Pogled na nokte, nokte spomene. Pogled na ognot spomene. Јас сум целосно загубен, загубен во тебе ти, во мене. Поглед на страо, демон мој, лице од беси, лаги и безброј. Јас сум целосно загубен, загубен во тебе ти, во мене. Ti dado pogled, ti me zbog nasmehljal. Jej, zaguben, jaz sem zaguben vo tebe, zaguben vo tebe. На 6-то место Саут Парк со песната Можеби. Може би еден ден и да е последен, ке пронајдам, разбудам мирна вода во себе. Може би барем еден ден. Може би мојата душа за да продолжи ке престане да се лаже себе си. Поставили умор кој ќе пресуди. Ти, јас, ти, нас. Да ми се вратиш, да ми се вратиш од заборав. Да ме гушнеш, да ме сакаш ко некогаш. Одам сама, но дали е своја? Потрага без крај. На 5-то место
Дарко Андонов со песната Сам во моите сни. Во ова ладно време биди ти до мене, стопли душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Биди ти крај мене, дај ми малку време. На четвртото место, Туо Коктел со песната Каде ти, таму јас. Ноќта паѓа се гори, твојот поглед веќе збори, знам што ме чека со тебе до зори. Скоцкаше ма се поред, малку виски, малку денс, на крај кај мене, страста да не овене. Ај, сабота е, знај, нека има што сакаш, побарај. Ке бидеш права дама, знам ни ти не умеш сама, ај добро е да сме заедно. Каде ти, таму јас, цела ноќ е пред нас. Каде ти, таму јас, срце лупа 100 на час. Каде ти, таму јас, ајде малку додај газ. Веќе летам душо, веќе сум во транс. Градот свети во сите бои, ко само за нас. Свети ко очите, очите твои. Скоцкаше ма се поред, малку виски, малку денс, на крај кај мене, страста да не овене. На третото место, Алекс со песната Ни татко, ни брат. Каде и да одам, го среќавам и со оној лик. Оној лик што лесно се чита дека не добил. Доволно љубово прави он ми. Секогаш некој мора
following program deals with a mature theme. На второто место, Пука Козметика со песната Рап ветерани. Family viewing. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, Слобода ни фали, имаме и его да го сјебеме системот. имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, Слобода ни фали, имаме и его да го сјебеме системот. имаме и кредо да го сјебеме системот. Се врати па нигде не замина, на врв сум на мојата планина. Плани имам, системот да го загинам, испимпам и да го прегорам. Стролам ко џок, да гори до пас. Младината сирота вика само газ. Кредо имаме со нас до 90-ти. Рокам песни со пораки и поенти. Таленти, напикани по тепи. Кажи како убаво, ово стих лепи. Твој панч тврдони, мекани медина. Рап аджилак со касети и цедиња. Црнците у Нью Йорк бегаа у паника. Рап до гроб, живееме од градинка. Години помина, живот падни стани. Пука Козметика, рап, 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 рап. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, Слобода ни фали, имаме и его да го сјебеме системот. имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, Слобода ни фали, имаме и его да го сјебеме системот. имаме и кредо да го сјебеме системот. А добро вре деца, мајко му стара, да соблакам патика, да мавам по глава. Од милиони теми, текстови и рими, рои песни поучни и со поента не вичинат стој. Слободава денес е обичен збор, младинава пуста не видела зор. Изместени вредности, љубовта се губи, модерни робови, системот ве дупи. Ганџата е скупа, ама има ефтин амфоз, родителска мака, пикаат во нос. Кина нерви железни со муда пришани, заглавени на сумњиви прашкасти материи. Свести се млади, но не чекај повод. Ви спремаат спровод, ду се пицкате за провод. Или борба жестока, или пак е паракот. Смрт на партиите, слобода на народот. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, Слобода ни фали, имаме и его да го сјебеме системот. имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, Слобода ни фали, имаме и его да го сјебеме системот. имаме и кредо да го сјебеме системот. Како предлог за оваа недела, Мизар Вардар Естикс. Се измивам, утро прогледувам, очи слика на роб, бледетенот, од лука до гроб, истеденот, за бедник и слоб, истегрева. Вистината една растината меѓу немоќ и старв неизбежно протекува крв и во плодот загризува царв. Од народа раствори ми ја душата, твоите модни црни води, донеси ја во твојот дом за уште еднаш да се роди. Коренот на
загубиш ништо. Од ништо не треба да се плашиш, а најмалку од љубовта, бидејќи го изгуби ексклузивното право на неа. Мислам, веќе ти е јасно штом ти реков гласно секој нов час. Со секој твој збор, со лажен блесок попаѓаш во жив песок, чекориш па свееш, мотра стоиш на тенок мраз. Влегуваш во буре, бару трчаш на таклени нозе, сечаш кланка на која седиш на сцена од милитарски како лош актер, љубов лошо глумиш, на представата заврши, ти моја аплауз не добиваш и сега можеш од пред очи да ми се губиш. Нема било што било и знај, ова е крај, ставам точка напред, па слободно размислувај. Нема било што било и знај, ова е крај, ставам точка напред, па слободно ти флиртувај. Нема било што било и знај, ова е крај, ставам точка напред, па слободно размислувај. Нема било што било и знај, ова е крај, ставам точка напред, па слободно ти флиртувај. Нема било што било. Оваа недела на место број 1 Марија Нумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта, ти си тука, јас те гушкам, ти вкл ми шепотиш колку влюбен си и кога се ќе исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. И кога се ќе застане, ти движи ме, силно гушни ме. И кога се ќе исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на тебе, го сакам дождот. Кога мирисе на тебе, го сакам дождот. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте бидејќи е лето.